Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони и Бети Терновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници и Facebook пријателки пријатели, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е Љузим Фаризи, доктор по меѓународни и политички науки, политиколог и политички аналитичар. Со господинот Фаризи ќе разговараме за најактуелните теми во изминативе неколку дена, како и за теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Во овој вечерашен разговор со доктор Фаризи ќе се обидеме да откриеме дали трагедиите, каква што беше онаа во Кочани, се само глас на системот кој одговара на нешто многу поголемо, но и да одговориме на прашањето кој и зошто во Македонија се уште остава простор за неказнивост и тишина пред бурата. Со доктор Фаризи ќе се обидиме да одговориме и на прашањето како ќе се промени политичкиот дискурс по трагедиите и скандалите кои ја тресат Македонија. Не пропуштајте го оваа интервју за да ги добиете одговорите кои ги чекате веќе подолго време, почитувани. Една од темите за која ќе разговараме со доктор Фаризи е посетата на Обединетите Арапски Емирати од страна на владината делегација, предводена од премиерот Христијан Мицкоски, со акцент на подпишаните меморандуми за економска и дипломатска соработка. Токму така, почитувани, со господин Фаризи ќе зборуваме и за проширените истраги поврзани со трагедијата во Кочани, во која животот го загубија 62 лица. Во проширената истрага се најдоа преку 60 осомничени, меѓу кои државни службеници, инспектори и повеќе поранешни и актуелни функционери. Ке зборуваме и за шокантната објава на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски дека Државниот завод за статистика никогаш не спровел инспекциски контроли на клубовите, вклучувајќи го и кабарето Пулс, како и за изјавата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски дека истрагата не е завршена и дека нема амнестија за никого, вклучувајќи ги и полициските службеници, чиј број и улога ќе се прошируваат. Со доктор Фаризи ќе зборуваме и за реакциите на политичките партии кои покажуваат длабоки поделби во оценската истрага, особено за критиките на СДСМ и ДУИ, но и Левица, дека истрагата е селективна и политички мотивирана. Ќе зборуваме и за објавата на министерот Тошковски на Фејсбук, каде што Левица ја нарекува политички паразит кој живее и се храни од народниот гнев, создаден токму од нивните денешни партнери ДУИ и СДСМ. Со доктор Фаризи ќе зборуваме и за поднесената интерпелација за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, поднесена од страна на Левица. Со Фаризи ќе зборуваме и за превирањата во коалицијата Вреди, како и одлуката на Арбен Таравари да напушти коалицијата и да излезе на локалните избори со собствени листи за советници. Ќе се обидеме да гатнеме и какви потези ќе повлече премиерот Мицкоски во контекст на ваквиот развој на настаните. Со доктор Фаризи ќе разговараме и за одбиената иницијатива за одржување надзор на расправа за трагедијата во Кочани, кога пожарот во дискотеката Пулс од пиротехнички ефекти предизвика смрт на најмалку 62 лица, а околу 200 беа повредени. Со Фаризи ќе зборуваме и за променетата политика на новата германска влада, поврзана со проширувањето на Европската унија. Со господинот Фаризи ќе разговараме и за изјавите на еврокомесарката за проширување Марта Кос, дека никој не може да и гарантира на Македонија дека уставните измени се последната пречка за почеток на преговорите со Европската унија. Ќе зборуваме и за негодувањата на Знам за Македонија во врска со идната улога на Арбен Таравари, како и дел од владината коалиција. Почитувани, ова се само дел од темите за кои во следниве минути ќе разговараме со нашиот гостин, доктор Љузим Фаризи, кога во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студијово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Фаризи, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добар ден, добро вечер на вам. 20-та ме слушате, неверојатно. Да. Супер. Сакам првин да ви се поздравам, да ве поздравам 20-та. Ви благодарам многу за поканата.
чест ми е секогаш да бидам во вашата емисија. Секогаш убави теми секогаш ве следам цело време кога вие се приклучувате односно на оваа емисија. Дозволете ми првин да ви честитам Великден на 2020 на сите наши слушатели и гледачи, на сите луѓе Великден, односно луѓе кои се верници внатре во кај нас и државата и во целата диаспора. Благодариме. Нека Добро ви јутро, денови господине. кои ќе се молиме ние за луѓето кои се повредени во пожарот во Кочани и се надеваме дека тие брзо ќе дојдат, односно ќе се пуштат на домашно лекување и ќе им се придружат на родителите, односно на семејствата. Нека Господ ја услиша и вашата молитва. Добро ви јутро и од мене, господине Фаризи. Ви благодариме што прифативте нашата покана да бидете заедно со нас и со нашите гледачи и слушатели и низ разговор да се обидеме да анализираме дел од она што се случуваше во Македонија и пошироко. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите нив. Доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, доколку има време, ќе ви бидат прочитани и ако сметате дека на нив треба да одговорите, слободно земете си го тоа право и дадете одговори. Важи, нема проблем, за секогаш јас сум за да одговорам на сите прашања на тие луѓе кои се заинтересирани да знаат повеќе. Нормално и ние ако знаеме точно да им одговориме на нив. И ние сме луѓе на кои може да грешиме, но генерално мислам дека можеме да им помогнеме, односно да имат разјасните на тоа што се случува кај нас во државата на политичката сцена. Токму така. Премиерот Христијан Мицкоски беше во официјална работна посета на Обединетите Арапски Емирати. Во рамките на посетата Мицкоски оствари многу средби со високи представници на ОАЕ, меѓу кои и председателот шеикот Мохамед бин Заед Ал Нахјан, во платата Касар Ал Шати во Абу Дабу. Двајцата лидери разговара за унапредување на економската, трговска и инвестициона соработка меѓу двете земји. Во присуство на високи официјални лица беа потпишани и два меморандума за соработка, еден за економска соработка и еден помеѓу Академијата за дипломатијата Анвар Гаргаш и Министерството за надворешни работи на Македонија Тимчо Буцунски. Мицкоски, заедно со другите членови од владината делегација, остварија и средби со трговските комори во Дубај, Абу Дабу и Шарџа, како и со компании активни во овие региони, со цел да се истражат можностите за директни инвестиции во туризмот, инфраструктурата, земјоделството и енергетиката. Мицкоски исто така истакна дека се надева на зголемена соработка во областа на инфраструктурата, агробизнисот и обновливите извори на енергија. Господине Фаризи, во контекст на ова официјална посета на премиерот Мицкоски и неговата делегација на Обединетите Арапски Емирати, како ја оценувате оваа посета од аспект на надворешната политика на Македонија? Како ја оценувате и геополитичката и економската важност на оваа посета и дали ова може да се смета за стратешки чекор кон подлабочување на зацврстувањето на билатералната соработка помеѓу Македонија и Обединетите Арапски Емирати со фокус на економската соработка и размена на искуства во различни области, особено во контекст на привлекување на странски инвестиции во Македонија? Од минатата година кога имаме нова влада, надворешната политика сосема се смени во неколку правца и тоа премине дека нашата држава, како мала држава што е во Европа, па и во регионот, се обидуваме ние да имаме добри односи со сите држави низ светот кои се пред се економски и дипломатски лидери во ниво на светот, така што порано нашата надворешна политика, односно не знам дали колку имавме ние надворешна политика, дали воопшто имаше стратегија нашата држава во надворешната политика, цело време тие се обидува само да држат еден правец, а тоа беше само правецот кон Европската унија. Од кога дојде новата власт, односно предводена од премиерот Христијан Мицкоски, тотално се смени нашата надворешна политика, кај ние се обидуваме да направиме добри дипломатски односи со сите држави низ светот
особено и не само со Европската унија, тука и со САД и со другите држави во ниво на светот, а вклучувајќи и државите кои се дел од Блискиот Исток, односно тие држави кои се пред се финансиски и економски можни. Така што ние во последното време, односно во тој регион, како да ги заборавме, како да немавме дипломатски односи во вакво ниво, гледајќи дека и следејќи ги државите во регионот кои ги имат користено овие потенцијали, особено на Емиратските арапски земји, кои инвестирале во регионот. Така што ние треба да сегаш да бидеме пандан, односно да бидеме рамо до рамо со нив, да ги следиме како се движи регионот, односно државите кои не обкружуваат, зашто и ние да не можеме да соработуваме со тие земји, имајќи предвид дека Блискиот Исток веќе се промовира како економски сили во светот, а дополнително тие се многу значителни држави во последниот период, бидејќи гледат дека почнува да станат како центар на светот на тие мировни договори кои може да се случуваат со тие држави кај се води војна, особено последните средби помеѓу САД и Русија за решавање на конфликтот односно војната во Украина. Така што ние треба да ги користиме овие држави и многу е значително што договорите кои се направени со емиратските земји се во насока на економска и дипломатската сфера, особено економскиот план, бидејќи енергетиката, туризмот, градежништвото и земјоделите се многу клучни полиња кај ние треба да се повеќе да се фокусираме во иднина, се со цел да имаме поголемо производство на електрична енергија, се со цел да биде поевтина за граѓаните. Земјоделието исто така е голем и многу значителен столб кој веќе со развивање на технологијата и тоа се трансформира. Туризмот кој еден дел кај тие повеќе инвестираат во сите држави низ светот, особено во регионот, а зашто не да го користиме ние во потенцијалите што ги имаме, особено во Охрид, па и во другите места кои се многу важни како ски центарите и дополнително и другите полиња кај се особено градежништвото. Така што тие држави на тие полиња кај инвестираат повеќе, ние можеме да ги користиме се со цел тие да не се придружат, но да инвестираат и во нашата држава. Кристијан Мицковски само кажа дека во иднина, значи кога ќе се врати во нашата држава, ќе ни ги соопшти и конкретните инвестиции што ќе ги прават. Најверојатно се договориле за некои инвестиции, но треба да чекаме. Јас се надевам дека тоа ќе биде особено во туризмот и во енергетиката, во делови кај и на енергетика и му е дел на премиерот Кристијан Мицковски, односно тоа е моја професија во животот како професор во тој дел. Така што а во другата страна многу е важно што стане направен договор, односно со Академијата на дипломатијата, се со цел ние по тој линк да можеме да организираме конференции, семинари, работни групи, се да ни донесат бенефит во иднина, односно да се зајакнуваат нашите во делот на дипломатијата, нашите дружби, односно соработки, се со цел да профитираме на економски, а зашто не во полето на политиката. Господине Фаризи, дали според вашето мислење подпишаните меморандуми имаат реален потенцијал да резултираат со директни инвестиции во Македонија, особено во сектори како што се туризмот, инфраструктурата и обновливите извори на енергија? Јас да не се повторам уште еднаш од тоа преска што го кажа, треба да го чекаме премиерот Кристијан Мицковски да дојде да се врати во државата и да ни соопшти што конкретно се договорила со нив. Тој изјави дека од кога ќе се врати во државата ќе ни соопшти конкретно за кои инвестиции ќе се сработува, но јас мислам дека во два дела, јас сум убеден дека во делот на туризмот, односно во инвестициите особено во Охрид и во ски центрите ќе биде сигурно, но се надевам дека тоа ќе биде и во ветерници, односно во производство на електричната енергија, бидејќи истите држави највеќе инвестираат во овие полиња.
Како може оваа посета да се одрази врз подобрувањето на економската дипломатија на земјата и незината интеграција во пошироките пазари на Блискиот Исток? Ова е голем чекор, бидејќи во минатото нашите влади како да ги забореле дека постојат овие држави на економски план, освен тие сами што отишле се шетале таму и се забавуваат во Дубај и во другите места за приватни цели, но овој пат Христијан Мицковски одлучи да иде таму се со цел да соработува за да може тие држави да може да инвестираат кај нас во нашата држава, за нашата држава да има бенефити во тој дел, не само да идеме како туристи таму да се шетаме и да инвестираме таму нашите луѓе кои ги граделе парите во нашата држава, така како случај со другите бивши премиери во нашата држава. Така што јас се надевам дека во иднина ова дипломатски меморандум подпишан помеѓу нашата држава и емиретските земји ќе овозможи на нашата држава не само со емиретски земји, туку и со другите држави кои се во регионот економски подготвени да можеме да соработиме со нив, се со цел тие да инвестираат во нашата држава и да го кренеме државата и во меѓународната политика, односно во добро дипломатските односи со истите. Во која мера според вас оваа посета и продлабочените односи со Обединетите Арапски Емирати може да се гледаат како дел од поширока надворешно политичка ориентација на Македонија кон алтернативни меѓународни партнери надвор од традиционалните рамки на Европската Унија и НАТО? Ние како држава почнаа да ги следиме трендовите на другите посилни држави во светот, кои не се ориентирани само на една насока на политиката, односно да имат само еден стратешки партнер. Ние сме мала држава која треба да соработуваме со сите, односно сите можни партнери низ светот кои пред се и носат економски бенефит на држава и политичка стабилност, но пред се и тие соработки ќе може да ни донесат и повеќе партнери кои може да ни помогнат не само во еден сојуз кај ние сакаме да одиме, односно во Европска Унија, но треба да имаме партнери низ цел свет, се со цел да бидеме рамо до рамо со сите држави кои сакат да се развијат и економски, и дипломатски, културнички и исто така и политички. Како ваквите надворешно политички иницијативи може да се искористат од страна на владата на Мицковски за зајакнување на внатрешната политичка поддршка и легитимитет? Одењата на премиерот Христијан Мицковски во емиратските земји покажува дека нашата држава има визија како он се бори, односно бара во сите делови во светот економски инвеститори, односно инвеститори кои може да придобиват нашата држава директно или индиректно. Они сами изјави во минатото дека ќе тропа во сите врати низ светот за да може да најде инвеститори, односно да најде партнери кои ќе инвестираат во нашата држава, се со цел нашата држава да биде попристојна за живење. Така што ова е голем чекор, особено во државите кои пред се многу финансиски во ниво на светот, пред се емиретските земји, а во иднина се надеваме дека овие соработки ќе се продлабочуваат не само со нив, туку и со сите други држави во Блискиот Исток, кои се потенцијални за инвестирање во нашата држава, а зашто да немаме и добри дипломатски односи. Може ли посетата на премиерот Мицковски во Абу Даби да се толкува како сигнал за пренасочување кон нови геополитички и економски партнери, односно кон поблиска соработка со земји надвор од традиционалните евроатлантски сојузници, и што би значило тоа за стратешката позиција на Македонија во регионот и поширок? Нашата стратешка цел, пред се ние сме демократска земја, ние знаеме дека ние сме дел од НАТО, стратешка цел ни е и да влеземе во Европска Унија, но не значи дека ние треба да чекаме самата Европска Унија да инвестира во нашата држава, односно да не помога во економски план. Така што ние треба да бидеме мудри, треба да бидеме на економски план не ни
ограничено со кого треба да сработиме, зашто да не ги користиме и овие потенцијали што ги нудат другите држави. Ние на стратешки партнер, да, ние Европска унија, во единина се надеваме дека ќе треба да бидеме дел од нив, но гледаме дека во последното време, односно во овој цел период, дека ние имаме сопки во таа цел да се интегрираме кај нив, така што тоа не значи дека ние треба да чекаме бескрајно да се интегрираме во Европска унија, а да не можеме да соработуваме со други држави. Ние целта да влеземе во Европска унија, но сепак ние за наши лични интереси, за наши стратешки интереси, мора да соработуваме со сите, се со цел да имаме подобар стандард за живење за сите граѓани во државата. Каква порака испраќаат овие средби во контекст на внатрешната политичка сцена во Македонија и дали може да се толкува како обид за стврстување на меѓународниот кредибилитет на новата влада? Да, пред се дава јасни порака дека Македонија е земја која сака да соработува со сите, кои имат за цел да профитират пред се економски, односно одењето на премиерот Христијан Мицкоvić, наша делегација во емиратските земји, покажува дека ние сме заинтересирани за да бидеме држава која сака да се промовира низ светот, која сака да има добри односи со сите и сака да соработува пред се на економски план, и тоа многу е важно. Но исто така дава една порака кај нас дека дека има политичари, односно одговорни луѓе во државата кои идат сегде кој им е потребно за интересот на државата. Тоа е панта на таа лошата политика што беше предводена во минатото, каде, да не се повторам уште еднаш, бившите наши политичари ги гледат овие држави како место само за да се релаксират, односно за да можат да прават личен бизнис. Така што ова е сосема друга политика која за цел има поголем интерес, односно за да може да ја промовира државата и да може да се прави соработка со цел да само да има бенефит државата, а не тесните фамилиарни интереси, односно лични интереси. Колку реално според вас да се очекува долгорочен прилив на директни странски инвестиции од Обединетите Арапски Емирати, имајќи ја предвид конкуренцијата од другите балкански земји кои исто така се надпреваруваат за привлекување инвестиции во истиот геополитички и економски простор? Не само државите во регионот, туку и сите држави низ светот веќе се насочени кон соработката со овие земји кои имат голем финансиски капитал за да може да се инвестира. Ние немаме море пред себе, бидејќи тие и сите држави повеќе инвестираат на места кај имат море, но пред се ние можеме да им гарантираме стабилност, сигурност и може да им гарантираме соработка, а пред се ние можеме да му нудиме само природа и ресурси кои ги имаме во државата. Иако ние немаме море, но пред се ние сме, иако сме мала држава, но пред се имаме ресурси, пред се природни, кои може да им бидат на нивен интерес, бидејќи нормално и тие дека инвестираат за нивен интерес, но нам ни се погодува, односно не иде во наша полза тие да инвестираат. Битката е голема, нормално дека и земјите во регионот се можда и помошни и посилни, да не кажувам дека имат и повеќе простор и повеќе број на луѓе, но сепак јас мислам дека ресурсите што ги имаме ние се посебни кои ги немат можда други држави кои имат прилив, односно кои имат море, односно други можности. Така што се надевам дека во иднина овој ќе биде голем чекор за да можеме да влади. Не значи дека само едното одење на премиерот тамо ќе ја заврши целата приказна, односно тие да може да инвестират, но еден чекор што ние правиме алијанси со нив се со цел да имаме бенефит на економскиот дел. Може ли вакви надворешни политички потези да се гледаат и како обид на владата да консолидира внатрешната политичка подршка и да испрати порака за активна дипломатија пред домашната јавност?
Па да, јас кажа ви прескат дека ова е порака за следните политичари како треба да се однесат одговорно кон државата, односно дека треба да има во одредени моменти треба да имаме и други алтернативи кои се во бенефит на државата. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски изјави дека владата наскоро ќе најави многу позитивна вест како резултат од посетата на Обединетите Арапски Емирати. Дали ви се познати детали за што се работи и каков тип на инвестиции може да се очекува? Тоа го изјави и премиерот Христијан Мицкоски дека тоа нема да го објават додека беа таму на нивните пресконференции, на изјавите што ги даде, дека тоа ќе биде како истинадување кога ќе се вратат во државата. Но мојата идеја, односно е дека тие веќе се договориле за да може да инвестират во туризмот, особено во Охрид и во ски центрите кои се многу важни, пример како Пелистер и Маврово и Попова Шапка. Првен, вторен е дека тие се заинтересирани повеќе во градежништвото, особено во изградба на хотелите, а особено во енергетиката. Јас мислам дека тие се подготвени да инвестират во ветерници и најверојатно овие ќе бидат тие инвестиции, бидејќи да не забораваме дека веќе тие имат стајан контакт со тие фирми кои се инвеститори во низ целиот свет. Во врска со трагедијата во Кочани, која се случи на 16 март 2025 година и резултираше со загинување на 62 лица, истрагата се проширува и вклучува повеќе поранешни и актуелни функционери. Приведени беа Шабан Салиу, актуелен министер без ресор и поранешен директор на Државната служба за статистика, Джеват Селами, актуелен директор на ДЗС, Беким Незири и Валјон Сарачини, поранешни министри за економија, Аднан Џаферовски, поранешен директор на ДЗС, и сите се кадри на ДУИ. Љупчо Коцевски, поранешен директор на Пазарниот инспекторат, кадар на СДСМ. Овие лица се осомничени за неадекватно издавање дозволи и надзор во врска со пожарот во Кочани. Истрагата е во тек и се очекува листата на осомничени да се зголеми. Како ја оценувате политичката и институцијалната одговорност во контекст на трагедијата во Кочани, која резултираше, како што рековме, со загинување на 62 лица, имајќи предвид дека меѓу осомничените се најдоа актуелни и поранешни министри и директори? Дали ова укажува на подлабоки системски пропусти во начинот на функционирање на институциите и партиската поставеност во нивното управување? Сметате ли дека инволвираноста на високи политички функционери во истрагата за трагедијата во Кочани ја рефлектираат длабочината на институционалната корупција и партизација во земјата? Значи, ова што вие го кажавте на крај, јас сакав да го кажам, пред се корупцијата и неодговорните луѓе, односно партизацијата во институциите, не доведе во ова дереже, односно во ситуација да имаме толку многу да не кажам случаи кои иззема многу човечки животи. Не е само Кочани, туку порано сме имали и други случаи, модуларната болница во Тетово кој изгоре, исто Дурмотус, Беса Транс, но беа жртвите многу помали. Так, во бројот. Но ова што се случи во трагедијата во Кочани, значи ја отвори, да не кажам, Пандорината кутија. Јас однесо после тоа учествував во некоја дебата и кажам дека после ова веќе нема пардон. Така што луѓето што се по случајност може да сите да не бе поголемиот дел на функционери на овие ресорите што ги има, односно што беа одговорни повеќе за таа дискотеката, тоа покажува дека тие не ги предводат тие институциите професионално, односно многу неодговорно ги водили истите и биле мета на корупцијата, бидејќи во таа институција, односно во Министерството за економија, да не забораваме дека се издадена лиценца која е фалш лиценца. Односно не требало воопшто да се издаде, односно тој објект не требал ни да може да обава таа дејност. Така што повеќе институции се поврзани,
тука директно, кажам, за случајот, така што и треба да сносат и до одговорност. Но тоа не значи дека луѓето кои биле во минато не треба да сносат одговорност. Значи, веќе тој случај треба да се изгледа од почеток до 2023, односно до 2024, до денот кога она има последен пат земана лиценца. Цел во тој период, истиот ги немал исполнено условите, смислам за објектот, не ги исполнил услови за да може да функционира како тако. Тие луѓе кои дале лиценца, односно кои биле директно надлежни за да спроведат инспекцијски надзори, треба да дават и одговорност. Јас во последно време сум ги изгледал некои пропаганди што се прават од страна на порталите, а особено на политичката партија на ТУИ, кои промовираат цело време дека таа е насочена кон едните луѓе, односно на едната група на луѓе кои се тотално, односно се албанци. Така што ова нема врска со изјавите, со пропагандата што се прави од страна на политичката партија, пред се, бидејќи за тој случај се води истрага за многу луѓе кои многу повеќе се македонци отколку што се албанци, само што се поголемиот број функционери се албанци. Ние не сме ги дале тие функции на нив без нивна воља, односно со сила. Тие секогаш кога преговореле за нова влада, ги сакале тие институции најверојатно за да може да профитират на начин злоупотребувајќи го законот, односно да не кажам за коруптивни цели. Така што кога ти имаш бенефиции, на крај треба да имаш и одговорност за тоа. Не значи дека треба само да профитираш економски, да даваш лиценци кои не ги исполнуваат условите, за да имаш шофер, да имаш секретарка, да имаш картичка кај јадеш, пиеш, полниш бензин и за да можеш да со твоето семејство да се шеташ во грбот на државата. На крај треба да даваш и одговорност за тоа, бидејќи тоа беше политиката која предводеа тие. Така се надеваме дека овој случај ќе се гонат сите луѓе кои се директно одговорни, кои дали лиценци и треба да ги наблюдуваат тие лиценци, но многу е жал што ние не можеме да ги вратиме луѓето кои го загубија животот и овие луѓе што имат последици, односно што се борат за живот и да се надеваме дека тие сите ќе се вратат дома и ќе се лекуваат, но болката е голема. Ние ова трагедија ќе ја спомнеме, ќе ја памтиме цел живот. Ние што сме живи, а ќе биде и пишана во историјата како најголемата трагедија што им се случува на нашата држава. Така што ваквите неодговорни луѓе треба да сносат, треба да ја носат и казите што им следува после тоа, односно да излезат пред лицето на правата и да дават некои одговори кои граѓаните ги очекуваат, а тоа зошто ги направиле, односно зошто ги даде тие лиценци, зошто не ги наблюдувале истите, но ова е поголем размер на луѓе кои биле како последица, односно целта им бил да се збогатуваат, односно им бил коруптивната цел. Дали според вас оваа трагедија е резултат на индивидуални пропусти или пак е рефлексија на подолгорочна системска нефункционалност и клиентелизам во институциите или пак едното и другото? Едното и другото, значи клиентелизмот секогаш е кај нас присутно, исто така и луѓето кои односно системот го прават луѓето, да не забораваме, тие вработените, тие што се таму. И во една држава кога никој не дава одговорност, нормално е дека тие се олабавуваат и се обидуваат на некој начин да профитираат во секоја поле. Така што, но секогаш тоа има после цена. Но за жал цената го исплатија младите кои се таму, а па тие што се оркестрите, односно тие што го направи, односно овозможија да дојде до оваа ситуација, не сакат да излезат пред лицето на правдата, односно да сносат и одговорност. Сега одговорноста ја носат кај еден друг. Но сите луѓе кои биле да не кажам во тој круг
на соработка се со цел да профитираат економски на криминален начин. Јас мислам дека треба да додават одговорност и тоа без селективност. Јас не мислам дека во моментот има некоја селективност. Значи, сите тие луѓе кои биле инволвирани, односно што биле одговорни за да ги дават тие лиценци, што биле надлежни да ги контролираат истите, треба да излезат пред лицето на правдата и тамо со факти и аргументи да можат да се бранат и на крај да се пресуди праведно на тие што биле одговорни и да одговарат. Колку е реално да се очекува темелна и непристрасна истрага, имајќи предвид дека дел од осомничените се високи функционери со политичко влијание? Мислам дека Министерството за внатрешни работи ја тера поставката многу добро во соработка со јавното обвинителство. Сега некои политички центри се обидуваат тоа да го искриват, односно да наметнуваат тезата, односно пропагандата дека тоа се води по национален пат, односно истрагата се води само против албанците. Дури имаше и портали кои промовира пропаганда, лажни вести, односно пропагандата беше одма после кога ги уапсија сите бивши министри на ДУИ, кои се осомничени за злоупотреба на службената положба, имаше пропаганда, ајде, уапси им и мене, јас сум албанец, уапси и мене. Јас јавно им кажувам дека јас сум албанец, но не сум крадец и не сум криминалец, зашто мене никој не оди да ме уапсува или некој друг, особено тие луѓе. Значи, да има возможност на правдата, односно на органите, особено на Министерството за внатрешни работи, на јавното обвинителство, на судите, да носат конечни одлуки, односно пресуди на еден транспарентен процес кој точно ќе алуцира кој бил одговорен, а кој не бил одговорен. Ќе биде ли оваа трагедија катализатор за институционални реформи или пак ќе остане уште еден случај без последици? Јас мислам дека веќе после овој случај Македонија не може да трпи некој друг случај, односно некоја друга трагедија, не да може да не се случи тоа, но ова им отвори очите на институциите за да не може да направат рефреш на системот. Нашиот систем комплет, јас мислам дека треба да се направи рефреш, се со цел партиските војници, клиентелистите и неодговорните политичари не смеат да бидат во тие функции, односно во тие места, особено да управат со ресурсите и институциите на државата. Како гледате на улогата на политичките партии во поставувањето и заштитата на кадри во клучните државни институции и дали тоа представува дел од проблемот? Знаете, многу е важно што ние овој период повеќе ги опфаќа тие политички партии кои моментално се во опозиција и дел од 2012-2014 кои биле соработници на сегашната опозиција. Така што јас мислам дека се пандан во една друга група кои многу тешко ќе влијаат во правосудните органи и во истражните органи за да може да ја искриват постапката, односно за да може да се спатат. Јас се надевам дека институциите професионално ќе изработат до крај и сите луѓе ќе ги извадат прилиците на правда. Но не очекувам некој политичка разврска, единствено што јас чекам да се деморализират, да бидат деморализирани сите тие луѓе кои сакат во иднина да го злоупотребуваат системот за лични интереси. Значи, ова ќе биде крај на луѓе кои сакат на грбот на народот и на грбот на институциите да можат да се збогатуваат. Државниот јавен обвинител Лјупчо Коцевски објави нови детали во врска со истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, кој резултираше со смрт, како што рековме, на 62 лица. Според Коцевски, Државниот завод за статистика никогаш не спровел инспекциски контроли на клубовите, вклучувајќи КИО и Пулс, иако тие објекти извршуваат угостителска дејност. Актуелниот министер за економија не е опфатен со истрагата, бидејќи нема докази дека сопственикот на клубот Пулс иницирал постапка за нова лиценца во 2025 година. Обвинителот Коцевски истакна дека истрагата е обемна и дека се истражуваат сите институции и службени лица чии постапки довеле до тоа клубот да продолжи да работи без законски услови.
Господине Фаризи, трагедијата во Пулс и изјавите од јавниот обвинител дека Државниот завод за статистика воопшто не вршил проверки отвараат прашања за институционална слабост, но и за политичката култура на неказнивост. Како го оценувате институционалниот надзор и политичката одговорност во контекст на трагедијата во кабарето Пулс, особено имајќи ја во предвид изјавата на јавниот обвинител Коцевски дека Државниот завод за статистика воопшто не спроведувал проверка на ноќните клубови? Јан први, извини малце само да те коригирам, не дека ми е цел да те нападнам, но мислам дека сакаш да кажеш дирекција за заштита и спасување, не пошто Државниот завод за статистика не е надлежен за да врши надзор. Да, тоа мислев и така мислев лапсус направи. Да, пошто ДЗС е дирекција за заштита и спасување, односно тоа што се уапсене сегашниот министер Шаман Салио, како се викаше, и односно тој бил во минатото таму директор и овој новиот Джеват Селјами, како се викаше, актуелниот директор на дирекција за заштита и спасување и минатите директори кои биле во оваа институција. Значи тоа е дирекција за заштита и спасување, односно институција која е одговорна за да направи елаборати за заштита и спасување при пожари, односно ПП апарати кои се и други, и тоа е елаборати што ги прави во случај на пожар. Тие се одговорни. Само можда е скратенката што ја имате преземана. Значи да разјаснуваме кај гледачите дека тоа е дирекција за заштита и спасување. Не знам зашто ми замена мозокот на ДЗС. Нема проблем. Пошто ние како држава секогаш имаме проблеми со статистиката, никако тоа е најтежиот период во државата, еднаш на 10 години да може да правиме статистика и нормално е така. Добро, мислам дека ова го разјасниве. Мислам дека три институции се многу клучни во таа дискотека. Тоа е Министерството за економија, кој дава лиценци, односно Државниот пазарен инспекторат, кој е одговорен да наблюдува кабариња. Второто е Дирекција за заштита и спасување и третото е тие што треба да го чуваат мирот и редот во државата, тоа е Министерството за внатрешни работи. Така што овие три институции мислам дека треба да подлежат на одговорност од прв до последен кои биле вклучени директно во тоа. Но да се надеваме дека нема да изгорат луѓе кои не се биле вклучени директно и индиректно во тој процес. Јас се надевам дека овој процес транспарентно ќе се води до крај и сите овие луѓе кои сгрешиле да може да изгубат им возможно да изгубат 62 животи и многу на 50 други повредени, односно и целиот град да биде уништен. Јас мислам дека треба да дават одговорност без исклучок кој и што е и што бил. Дали трагедијата во клубот Пулс укажува на сериозен институционален колепс, имајќи предвид дека според јавниот обвинител Коцевски ДЗС воопшто не спроведувал инспекции? Кој според вас треба да понеси одговорност во вакви случаи? Најверојатно тие знаете што многу е комплексен овој процес, бидејќи дискотеката кога ќе зема лиценца, пред се некоја институција му ја дадат таа лиценца. И кога има таа лиценца, институциите кои ја дават иста треба да вршат нормално инспекцијски надзор. Во конкретниот случај, Дирекција за заштита и спасување никогаш не вршил надзор, а не знаеме николку тоа го направи и Државниот пазарен инспекторат, кој директно, односно Министерството за економија го дава таа лиценца. Претпоставам дека тие истите кога ја даде таа лиценца, требаше да вршат и инспекцијски надзор. И сега, директно или индиректно, кој биле вклучени во тоа, тогаш треба да дава одговорност. Таа дискотека можеше да работи и на диво, и на црно, но оваа дискотека имала лиценца. Некој му дал таа лиценца, а дополнително му ја дал и фалс лиценца на некој што бил вработен внатре. Така што целиот систем кој е поврзан за овој случај треба да даде одговорност.
Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изјави дека истрагата за трагедијата во Кочани не е завршена и дека во неа се опфатени и полициски службеници. Обвинителството ги сомничи за изготвување незаконски документи кои овозможувале дискотеката Пулс да работи во субстандарни услови, што довело до пожарот. Тошковски нагласи дека истрагата продолжува и дека нема амнестија за никого, вклучувајќи ги и полициските службеници, чии број и улога ќе се прошируваат во следниот период. Во истрагата се вклучени над 60 осомничени лица, меѓу кои државни службеници и инспектори, а обвинителството веќе побара мерка за предпазливост за Дритон Кучи, поранешен министер за економија и сегашен амбасадор во Норвешка и Исланд. Министерот Тошковски ги отфрли обвинувањата за селективност во истрагата, истакнувајќи дека постапката е транспарентна и дека сите осомничени ќе одговараат согласно законот. Господине Фаризи, во контекст на актуелната истрага за трагедијата во Кочани, во која се опфатени полициски службеници осомничени за изготвување незаконски документи што овозможиле дискотеката Пулс да работи во субстандарни услови, како ја оценувате улогата и ефикасноста на државните институции, особено полицијата, во процесот на истрагата? Кои се според вас главните институционални слабости што овозможија да се случи оваа трагедија? Дали очекувате оваа ситуација да има долгорочни импликации врз јавноста, додека во правосудскиот систем и безбедносните органи, и кои конкретни мерки би предложиле за да се обезбеди транспарентност и правна одговорност? Првен да им објасниме на слушателите и гледачите дека Кочани не е голем град. Јас многу пати сум бил таму и го знам градот, но имам многу пријатели таму, така што тој не е голем град. Полицајците и другите служби сите знаеле дека во Кочани постои една дискотека. Дури и самите тие отишле таму и се забавувале. Односно, секој човек би сакал да излезе и да се забавува. Тоа е нормално. Но тие службите што работат, што се одговорни да навршат надзор таму, тие треба и да вршат надзор таму. Не само да идат да се забавуваат еднаш месечно, еднаш годишно, или некој потесен член од семејството кој бил таму. Значи, сите луѓе, особено службите од МВР, тие треба да знаеле, односно сите си отишле таму, ама не да идат да пијат таму по една пијачка бесплатно, но да се забавуваат таму и да излегуваат надвор, злоупотребувајќи и функцијата полицаец. Така што јас мислам дека тие треба сега да добиваат одговорност, чим си отишол таму да пиеш и да се забавуваш, а не си превземал мерки кога си бил на таа функција, односно кога си бил на работа требаше да вршиш надзор, така што нема полицаите мора да знаат таму, бидејќи односно полицијата, па и другите служби што се таму, особено државниот пазарен инспектор кој директно се одговорни за да вршат надзор. Но особено дирекција за заштита спасување, полицијата, односно МВР и државниот пазарен инспекторат, јас мислам дека треба да вршат надзори таму, бидејќи не постоеле 100 дискотеки, една дискотека таму било и требале да вршат надзор. Така што одговорноста испаѓа на тие луѓе комплет кои се таму и се надевам дека институциите ќе ги преземат сите мерки, односно сите луѓе да ги извадат пред лицето на правдата. Но пропустите, јас мислам дека ова покажува пукнатини во целиот систем таму внатре, дека таму повеќе луѓето, јас ги познавам и од другите служби кои тие како работат, функционираат како локални шерифи таму и многу е значително многу е чудно што сопственикот на дискотеката бил познат во регионот, а особено бил познат во градот, дека ја води таа дискотека на незаконски начин. Така што јас мислам дека тој имал повеќе партнери таму, тука ми е целта, односно зборот за газата на дискотеката Пулс, така што тој неверојатно во еден транспарентен процес ќе ги каже сите луѓе со кои соработувал
се со цел да ја држи дискотеката да може да функционира на илегален начин. Какви политички и правни реформи се неопходни за да се спречат слични настани во иднина? Реформи тотално во Министерството за внатрешни работи, да се разрешат сите кои се биле корумпирани, односно не само за овој случај, туку се корумпирани и со другите случаи. Треба реформи, значи да не кажам ветинг комплет внатре на секој човек кој работи во Министерството за внатрешни работи, не само во Кочани, туку во ниво на државата, и да се сменат законската рамка, се со цел ние да имаме пофункционални закони, да се зголемуваат инспекцијските надзори во сите да кажам правни субјекти кои се регистрирани и кои не се регистрирани, и нормално реформи во правосудниот систем, односно јас сум за генерален реизбор на сите судии, а тие што не ги исполнат условите да сносат и одговорност професионално, но и кривична одговорност, кој не може да ги одземање на богатството на нив, кој го скријат кај другите луѓе, кои се збогатиле енормно, и да имаме сосема нова енергија на луѓе кои повеќе ќе им служат на правдата, а не на личните интереси. Истрагата за трагедијата во Кочани продолжува да предизвикува силни реакции од политичките партии кои покажуваат длабоки поделби во оценката на истрагата. СДСМ и Левица ја критикуваат како селективна и политички мотивирана, додека ВМРО-ДПМН ја поддржува како професионална и непристрасна. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски пред некој ден објави еден подолг пост на социјалните мрежи, одговарајќи на критиките од страна на ДУИ, СДСМ и Левица во врска со истрагата за трагедијата во дискотеката Плюс во Кочани. Тој ги обвини за координирани напади со цел да го дискредитираат неговиот антикорупцијски ангажман. Според Тошковски, Левица е политички паразит кој живее и се храни од народниот гнев, создаден токму од нивните денешни партнери ДУИ и СДСМ. Господине Фаризи, како ги интерпретирате реакциите на политичките партии во Македонија, особено на СДСМ, ДУИ и Левица, во контекст на истрагата за случајот во Кочани? Дали нивните реакции, кои често вклучуваат обвинувања за селективност и политизација, може да се смета како израз на политички стратегии и како политички маневри? И како го оценувате и политичкиот дискурс во контекст на изјавата на министерот Тошковски, кој вели дека Левица е политички паразит кој живее и се храни со народниот гнев, додека СДСМ и покрај трите тешки трагедии со 70 жртви нема поднесена ниту една кривична пријава, а ДУИ дека треба да одговара каде се наоѓа Артан Груби? Првин да објасна дека Левица секогаш како политичка партија делувал да злоупотребувајќи ове таквите ситуации и така растала, односно промовирајќи некоја нациофашистичка, да не кажам, политика која е политика која е од минатиот век. Но после донесувањето на одлуката на Џо Бајден да ги стави сите функционери од црна листа, односно политичари од црна листа кои се спротивставуваат на особено на договорите што ги има Македонија, рамковниот договор, договорот, Преспанскиот договор и другите договори со другите земји што ги имаме, Левица веќе во последното време од тој момент не критикува буквално ништо, особено единствениот момент е да го злоупотребува овој што се случува во Кочани. Така што нивната тие во порано нивните членови ги имат хрането со националистички ставови, но со промената на американската политика, односно донесувањето на одлуката на Џо Бајден за да ги стави црна листа, тие одма го промена нивните политички ставови, веќе тие се трансформира на една политичка партија што повеќе прави пропаганда овој крадел, тој крадел, помеѓу нивните портали што ги имат и да не кажем и подкасти, така што
одма, знаеш што е најбедното, најлошото, што одма после кога се случи трагедијата окочани вториот ден после да ги прават тие протестите, односно да ги пробуствуваат луѓето, наместо ние да се солидаризираме со тие семејства кои ги изгубија своите најблиски, односно тие луѓе што се бораа за живот, ние одма почнеме со протести, односно да го смениме правецот на истрагата, односно први на болката требаше сите да се солидаризираме со нив да ја надминува таа ситуација, а после паралелно да се бори односно да се борат институциите за да ги фаќат луѓето, да ги изведат пред листите на уште не почнал процесот, овие почнаа да протестираат. Јас дури ми беше многу чудно, во тие протести, не знам дали сте ги следеле вие, јас ги гледав некои многу млади луѓе кои дури барат некои барања кои веќе кај нас постојат, тако пример. Едно од барањата е инспектор. Таа е инспектор постои веќе 3-4 години, а оние го барат како нова реформа во државата. Така што некои барања кои не се дури не можеш да ги помислуваш, а дополнително се луѓе кои барат да се промени системот, а не знаат како да го прават. Не имаат врска некогаш со себе, и истите луѓе кои биле или нивните породници кои биле на шараната револуција. Така што само другата генерација дошол, а се потпомага со тие. Шараната револуција ние ја имаме како искуство и никогаш не треба да паднеме во нивно ниво. Така што јас мислам дека дури и граѓаните треба да го памтат тоа и на следните избори кога да се случува тоа, дали се локални или парламентарни, треба да ги казат истите такви неодговорни политичари кои во многу тешки времиња кај ние требавме да бидеме солидарни сите заедно, за да се бориме заедно за таа трагедија, да можат политички да профитираат. Јас мислам дека тоа не дека е многу ефтино, туку јас мислам дека е крајно нечовечки да профитираш во таков случај. Така што веќе тоа поминало, тие немаат капацитет, ги гледаш дека во протестите излегаат 20-30 луѓе, во последните денови дури тие воопшто ги нема, се погледа дека е погрешна стратегија наистина. А тоа цело во соработка нормално со лидерите на другите политички партии, веќе тие се заедно во опозиција, Левица, СДСМ и ДУИ веќе има јавно коалиција во град Скопје, така што и најверојатно тие ќе настапуваат и заеднички да се подржат и во локалните избори. Но сосема тоа друга тема, но јас мислам дека тие се во координација, но помеѓу себе, но сега сака уште еден друг лидер да им прави друштво, а тоа е Арбен Таравари кој не успеа да го исполни еден тендер да го тера до крај, односно да им овозможи во државната болница да го прави катната гаража, и кога беше фатен на дело, сега сака сам да излезе на избори и соработува тајно и јавно со Демократската унија за интеграција. Јас мислам дека владата треба да мисли како треба да постапува со премиерот Христијан Мицовски со господинот Арбен Таравари, за да не им прави проблеми во иднина, односно за да може да им го исполнува желбата на трите политички лидери кои моментално се во опозиција и очајно се обидуваат да се вратат на власт. За Тараварите зборуваме покасно малку. Токму околу политичките лидери, како гледате на нивната одговорност во оваа трагедија, дали тоа е одраз на политичкиот систем или на лични пропусти? Не само јас мислам дека на целокупниот систем кој било во минато, кој беше тотално координиран од лидерите и стајне под канжа на функционерите кои со нивните членови ја поставиле како коруптивна скема, се со цел да имат лични профитерски интереси на криминален начин. И јас мислам дека тој директно треба да осудира учело, да се обличат истите и да дават одговорност не само за ова дискотека, туку и во сите други политички сфери кои се ги опфаќа државната власт. Јас мислам дека треба сега да се копа секте во сите институции и сите кај имаат сгрешено и направена фалшификат, злоупотреба на службената положба, за да донесат, да сносат одговорност,
Само така ние можеме да имаме праведна и просперитетна држава. На друг начин ние ризикуваме да се вратиме пак во минатото и да не се случат не само вакви случаи, туку државата да биде на раце на поединците, а не на страна на граѓаните. Како според вас оваа ситуација ќе влие на европските интеграции на Македонија, особено во поглед на правосудните реформи и борбата против корупцијата? Јас изјавив во една друга емисија, значи и Марта Кос изјави дека едно од најголемите предизвици на државата ќе биде борбата против криминалот и корупцијата. Јас мислам дека во следниот извештај кој ќе биде објавен некаде јуни, нели јуни мислам дека се објавува за првите 6 месеци, така мислам дека ќе имаме напредок во делот на борбата против криминалот и корупцијата. Тој е во историјата на Македонија, мислам дека имавме најголема борба против криминалот и корупцијата, но за жал не се случи Кочани, така што мислам дека го смени траекторијата на министерот, конкретно на министерот Панче Тошковски, да се бори против криминалот и корупцијата, така што веќе државата е насочена сосема на друга насока, но верувам дека после неколку месеци пак ќе се врати во таа насока, на таа стратегија што го имаше МВР, односно гонење на криминалот и корупцијата во сите полиња во животот. Пратеничката група на Левица поднесе интерпелација за работата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Оваа интерпелација е базирана на 10 основи, од кои 5 се директно поврзани со трагичниот настан во Кочани. Првата основа е немањето никаква контрола врз дискотеката Пулс во Кочани, што е изрично законска обврска на Министерството за внатрешни работи. Дополнително се истакнуваат пропусти во управувањето со безбедноста на јавни настани, како што е користењето на пиротехнички средства од малолетници, како и неадекватна реакција на полицијата при самиот инцидент. Левица исто така го критикува за силното полициско присуство и контролите по трагедијата, оценувајќи ги како PR активности без реални резултати, посочувајќи дека статистиките за сообраќајни незгоди и жртви во земјата се за четвртина повисоки од просекот на Европската Унија. Министерот Панче Тошковски одговори на обвинувањата, истакнувајќи дека Министерството поднело кривични пријави против сите за кои постојат докази и дека истрагата се води транспарентно од страна на јавното обвинителство. Тој ги отфрли обвинувањата како политички манипулации и нагласи дека институциите действуваат во рамки на законските надлежности, покривајќи го целиот временски период од 2012 година до денес. Господине Фаризи, како доктор по меѓународни политички науки, политиколог и политички аналитичар, како ја оценувате поднесената интерпелација од пратеничката група на Левица против министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и кој е политичкиот контекст на овие обвинувања? Дали сметате дека оваа интерпелација има потенцијал да предизвика значајни промени во јавната доверба кон владиниот апарат или ќе се претвори во инструмент за политички манипулации? Првен тие се обидува политичките партии СДСМ и ДУИ да направат комисија внатре во собранието за да може да дебатират за овој случај. И сега може да замислите во таа комисија да дебатират експертите на ДУИ. Криминалци, бандити кои 20 години ја имаат злоупотребна службена положба и да не кажувам експертите кои не знаат да врзат два збора, односно тотално неписмени кои не представуваат во собранието. Замислете, има 20-тројца таму, ги знаеме ние сите, кои да не ги спомнуваме сега со имиња таму, ги знаеме какви, што никогаш не биде. Па замисли да биде во таа комисија Али Ахмети, лично тој, експертот по криминалистика таму. Значи, тие може да ни кажат само за да ни дебатира тамо да прават стратегија како се краде државата, како се прави стратегија за да се унижи државата. На бандитски начин, да, тие може да ни кажуваат внатре во собранието да прават таа комисија и да направат тотална стратегија како треба да се трансформира државата во бандитизам.
А обратно за праведна држава, најмалце тие може да зборуваат, бидејќи 30 години тие истите не донесеа во ова дереже. И се директно одговорни за случајот во Кочани. А левица, бидејќи тоа не му успева преку своите другарчиња од ДУИ, а и од СДСМ, се обидуваат преку интерпретација за да може да отворат дебата, за да може да профитира таму, да како го имат тие наративот да плукат, да пцујат, да се однесат на шарлатански во собранието. Така што јас мислам дека тоа нема да им успее, владината мнозинство има доволно гласови за да го исфрле тоа. Јас мислам дека во историјата на Македонија ние не сме имале подобар министер за внатрешни работи кој се бори против криминалот, корупција, а дополнително и како многу голем професионалец. Тој не бил и како познат адвокат, така што и најпрофесионално ја води Министерство за внатрешни работи, но за жал се случи Кочани и го сопре на патот што ја водеше Министерство за внатрешни работи. Но јас мислам дека треба да им дава шанси на истиот, да не ни се повторуваат, да и не смее тој да се тргне, особено во овој процес, додека да не го расчисти до крај случајот со Кочани. Ние не смееме да им дозволиме на такви политичари, а што сакат тие да го вратат бившиот министер за внатрешни работи, за да ги ослободи сите криминалци од затвор и за да може да соработува со нив. Така што јас мислам дека ние не смееме ни да помислиме да ја вратиме државата назад, туку јас мислам дека дури треба да му се дава на овој случај. Вие мислите дека министерот за внатрешни работи не се чувствува убаво во ова што се случи во Кочани? Не, во некој јас мислам дека тој дури и утре би дал, јас мислам дека тој може да даде оставка кој да сака, морална, но тогаш треба да има возможни бандитите да се вратат пак од државата. Така што јас мислам дека тој треба и покрај тоа што се случи треба до крај да го води тоа, а после да идеме на избори да видиме граѓаните како ќе одлучуваат дали бил добар или лош министер. Тоа само преку гласот на народот може да се оцени истата работа, но мислам дека тој не треба да слуша од страна што кажуваат истите, туку да ја води борбата против криминалот и корупцијата до крај и после на избори пак ќе се мериме. Централното председателство на Алијанса за албанците на Арбен Таравари одлучи да одат со своји... Се извинувам, Јон, само да се извини што те нападнувам на твоето прашање. Мислам дека треба да го скратиш, бидејќи таму немал одлука на централното, туку имал одлука само на председателот на партијата. Да, таква информација дојде дека има состанок. Тоа е, вие да кажете како беше. Јас само оној што го видов. Да, малце да биде поинтересно дебатата. Извини, баш што би нападнувам. Поинтересно секако прашањето. Реков дека да одат со своји собствени лици за советници, но не и за градоначалници на престојните локални избори, и тоа во сите општини. Таравари после состанокот потврди дека остануваат дел од влада, освен ако тие не ги исклучат. Господине Фаризи, како ја оценувате одлуката на Централното председателство на Алијансата за албанците крилото на села да настапи со своји листи на локалните избори, а при тоа формално да остане дел од коалицијата ВЛЕ? Дали ваквиот чекор е стратегиско позиционирање или сигнал за подлабоки тензии во рамките на коалицијата, особено ако се земе предвид изјавата на Таравари за можно исто исклучување? Како гледате и на изјавата на Меджити дека Таравари имал склучено договор со ДУИ, ќе се распадне или вреди и како кула од карти? Каква иднија и предвидувате на вреди? Поведете, сега е ваш просторот. Ви благодарам. Јон, мило ми е што го поставате ово прашање. Не знам дали се сеќавате во вашите емисии кога сум зборувал за ВЛЕ, односно во првите, одма после составување на владата. Еве, вратете ги вашите интервју што ги имаме заедно и пронајдете прашањето што е околу вреди, проблемите што ги истакна Арбен Таравари во интервју за 360, нели, во таа емисијата, која беше уприлика околу во Бајрам, еден ден, мислам дека после Бајрам, вториот ден, каде тој ги кажуваше истите проблеми што јас ги имам кажано во вашата емисија, дека пред се тие се 4 коалициони партнери,
односно 4 политички партии кои го имат направено влијание или вреди. Но тие таму политички партии не се исти во теренот, односно немат исти гласови во теренот, а поделбата на колачот во владата го имат по 25%. И дополнително тоа што тие кога ги имат распределени тие местата помеѓу себе, ги имат распределена со шорт, односно на ждрепка. Така што како ти паднеш, например, пример карикирам сега, и јас сум ви имам кажано дека тие немале направиле внатре, вратите ги вашите емисии, нема направена внатре проценка на каков капитал на луѓе, ресурси на луѓе имат, се со цел да имат предизвик да ги стават на тие позиции. Туку тие се обидува да ги земат најдобрите позиции во државата, односно тие места, се со цел да ги стават луѓето, тие мислат дека и со средно може да бидеш пример Уманав да го ставаш директор. И сите луѓе сакале да бидат директори во Уманав или во други институции кои имат цивилно воздухопловство. Тие мислат дека со основно училиште може да се оди таму, само да бидеш директор, да знаеш еден подпис да ставаш. Тие немат чувство дека треба да идеш таму да знаеш. Дел на тие луѓе кои се во тие функции, јас лично ги знам некои, кои отишле таму да учат, а не отишле таму да менаџират. Тие заборавале дека на факултет се учи, односно во средно и на факултет се учи. Тие отишле да учат таму и сега тој калибар на луѓе ти не можеш да чекаш резултати, пошто тој први треба да помине 4 години да учи таму, па после 4 да му дават диплома, па за да може да работи, да раководи со тие институции. Ево таа дереџа се наоѓа. Но јас мислам дека Арбен Таравари да има право во ова, но требаше дебатата да се направи внатре. И сега, јас сум бил за идејата тие да одат сите на избор, бидејќи тие не знаат колку има гласови во теренот, кој каде колку е колку проценти има, за да може да се разјаснуваат тие ситуации, тие треба да идат со листи за советници одделно, или мојата идеја би било побава да идат двајца со двајца, за да можат полесно да се договарат, и дури за градоначалници така да одат, но да имат договор дека ние да излегуваме, но само да се мериме помеѓу себе, а не да правиме коалиција со други. А Арбен Таравари што кажува? Јас кажа ќе станам на влада, ќе се одречам овој од вреди, но имам партнерство со Христијан Мицковски, ама јас ќе соработувам со сите. Како? И со Дуи. Тоа значи дека Дуи на некој начин индиректно преку него е во владата. И јас мислам дека Христијан Мицковски треба да донесе одлука него да го избрка од владата и да направи нов формат на влада. Јас мислам дека има можности тоа и други политички партии кои се дел со Дуи моментално во опозицијата, кои не се задоволни, би можеле да влезат до влада. Во конкретен случај може да биде пример Зијадин Селја. Така што ќе видиме што ќе се случува, но одлуката за да биде, јас моето мислење е дека тој ако продолжува да биде во владата, ќе направи проблеми во еднината. Арбен Таравари е човек кој е единствениот политичар кој е без компас. И единствениот политичар кој многу тешко можеш да донесуваш една политичка анализа кој може да биде јасно. Ако ние го имавме Зоран Заев, кој имаше за еден ден 3 ставови, Арбен Таравари во ист ден ти дава 50 ставови. Ова е најкомплексен политичар у светот што можеш да го анализираш. Значи, тој е тотален, како да кажам, безкичмен политичар кој ги менја ставовите на секунда. Така што истиот имаше изјава дека прави пропаганда од Дуи во Албанија, вториот ден тука дава сосема други изјави дека е лошо владата. Замисли што кажува, дека 70% од албанците се незадоволни со нас во владата, а тој заборава дека е министер. Значи одговорноста е кај него. Чим 70% мислиш дека албанците си во погрешна насока, ти не треба да го смениш дресот. Ти треба да излезеш пред народот и да му кажеш браво народе што се мислеле така, јас давам оставка, значи мене не ме бива за министер. И ти треба да осиш дома.
а не ти да кажеш дека 70% од граѓаните не се задоволни од мене и сега што треба? Јас да јадам со дуи. Јас мислам дека владата, односно премиерот Христијан Мицкоски, под автоматизам треба да го исклучи од владата, а второто, тој не одлучил во собранието. Во собранието имал дебата кај тој како авторитетивен човек, како крал тамо, кажал значи што треба да биде и излегол на пресконференција, давал изјави без тие да донесат одлука. Тие не донесат одлука, тој сам донесол одлука и овие другите го следеле него, бидејќи дел од нив па и се функционери и се плашат да ги изгубат директорските места и сега го слушат до крај. Но јас мислам дека ако ја гледа таа слика кој тој излегуваше на пресконференција, само освен своите многу блиски луѓе кои беа насмеани, сите други беа поцрнети во лицето и тие знаат дека тоа е погрешна насока, но истите се против Дуи. Но јас мислам дека арбитравари веќе се договорили со Дуи и тоа оддавна за да одат заедно на локалните избори во втор круг и после да ја напушти владата, се со цел да ја тера владата да иде на предвремени парламентарни избори и тој во таа конотација заедно со Европскиот фронт за да може да земат 25 пратеници и после да ја условат мандатарот, односно следната влада, за да царуват како беше со случајот со СДСМ, дури и победен. Јас мислам дека Христијан Мицкоски тука ќе го сече него. Мојата претпоставка е дека ќе го носи во опозиција, така што тој ќе ги изгуби сите градоначалничките места и на крај ќе заврши како неславен политичар, а јас мислам дека ќе заврши пред органите на правдата. Јас лично не верувам дека Таравари ќе предизвика нови парламентарни избори, бидејќи нема доволно да го намали бројот, колку пред четворица пратеници, мислам дека тој има 5, ама 14 има коалиција, така што ќе падне на 9 албански пратеници во собранието. Но јас мислам не, владината коалиција има доволно, но ќе може да прави пробуцкување кај албанскиот народ дека ние сме 23 пратеници, 22. Тоа е друго, но јас мислам дека тука ќе ја бајпасира веднаш Христијан Мицкоски со други политички партии кои веќе се спремни за да влезат во владата, а тоа е Зијадин Селе кој има 4 пратеници, дополнително има и други пратеници кои се излезли во Европскиот фронт. И јас мислам дека дури и самиот Армен Таравари ги нема под контрола сите пратеници. Јас мислам дека тој ќе му биде политичко фијаско и ќе заврши во историјата. И дури ќе остане без политичка партија, бидејќи апелациониот суд треба да одлучува кој ќе биде председател на Алијанса за албанци помеѓу Зијадин Селе и Армен Таравари. Може ли ваквото раздвојување на теренот да резултира со долгорочни последици за функционирањето на албанскиот политички блок во Македонија и како тоа би се рефлектирало на пошироката политичка сцена? Јас мислам дека после долг период од 98 до 2002 година, иако се случи тоа 2001 за жал, но таа најдобра коалиција што може природно да биде во Македонија беше помеѓу Арбен Џафери, односно ДПА и тогашната ВМРО ДПМН. Јас мислам после речиси 25-6 години за прв пат да се случи една природна коалиција помеѓу ВМРО ДПМН и Вреди, односно Влен, бидејќи кај самата популација и кај гласачите на Влен, а особено кај граѓаните, односно кај македонците се прима како една, да не кажам, пријатна коалиција, природна, дури имаше една емпатија кон Вреди од самата популација, односно од самиот македонскиот народ. И јас мислам дека ова коалиција требаше да им се даде можност за да може барем 4 години да влеадеат, за да може да стекнат доверба кај двете страни. Но некои се обидуваат, оние точно знаат дека ова коалиција ќе беше најидеална во историјата на Македонија, така што за да може да имат недоразбирање внатре во коалицијата и за да може со скептицизам да го гледа особено македонскиот гласач, кажам на македонскиот народ, да го гледа како скептицизам, како проблематични. Но јас мислам дека Вреди
треба многу брзо да се претворат во една политичка партија, за да можат да придобиват и други гласачи, односно да доносат нов свеж на луѓе, нов бран на луѓе, за да може да се зајакнуваат во теренот и во следните избори да излезат како апсолутни победници, и ова коалиција со ВМРО да помогне да проточи и во наредниот период, кој е за добро не само за државата, туку добро и за сите граѓани кои живеат во нашата татковина. Господине Фаризи, како аналитичар и како човек која познава политичката култура кај албанскиот електорат, дали сметате дека потегот на Таравари може да биде перцепциран како рационален или како предизвик за стабилноста на еден поширок политички консензус во рамките на ВЛЕН, особено ако се зема предвид дека Таравари 10 пати ќе го мени во една секунда неговото мислење? Јас мислам дека Арбен Таравари тоа го прави за личен интерес. Замислете, јас знаев дека ќе направи турбуленци во моментот кога го обвинува дека сака да прави договор на 4 очи со кадната гаража во болница. И јас кога го видов дека му го поништеа огласот за да избере фирма од Албанија за да го гради приватен инвеститор кадната гаража во болница и со тоа не му успеа неговиот личен проект, тогаш јас знаев дека тој ќе се обидува да направи, односно чекор назад и да најде алиби за да излезе од владата. Но се случи кочани и малце му го поремети планот, но знаеш што е најлошо? Што го направи 4-тиот или 5-тиот ден после да се препукува кај народот, одма после кочани, кога требаше ние сите да бидеме сплотени еден со други, да им даваме поддршка на се. Тоа е значи еден многу чекор. И вториот чекор, замислете, он го има донесено одлуката буквално кога премиерот Христијан Мицковски е во посета на емиратските држави. Така што ова е кукавички начин на правење политика. Јас мислам дека е ставање на 2 пати нож на грб на Христијан Мицковски од страна на Арбен Таравари, но јас мислам дека брзо ќе го реши овој проблем Христијан, односно премиерот кога ќе се врати во нашата држава и ќе донесе конечна одлука како ќе треба да го предводи, односно да го реформатира владата. На ниту еден начин не смее да му дозволи Арбен Таравари да го внесе дуи во владата, бидејќи тогаш би немал резон зашто да се сменеше владата во минатата година. Така што јас мислам дека дуи долго треба да биде во опозиција, да се реформира, а тие до душа и тешко се реформира. Не, тие не сака, ако ги прашаш нив, тие не сакат никого да одговори. Секој си сака само да краде и да мислат дека државната е нивна приватна собственост. Но Арбен Таравари 2 пати кукавички го мислам дека направи потези кои ќе резултират со исклучување од него од владата. Господине Фаризи, имајќи предвид дека потекнувате од истата заедница и ја следите оваа сцена одблиску секако, дали сметате дека ваквиот потек ќе засили довербата кај албанскиот електорат или може да предизвика збунетост кај гласачите кои очекуваат единство во рамки на ВЛЕН? Па нормално дека знаеш што, енергијата што беше на албанците за влез да ги прават тие промени, малце ја дисбалансира, како да кажам, но сепак има надеж, бидејќи тие двајцата Арбен Таравари и Зијади се бореа помеѓу себе кој е наследникот на идејата на Арбен Џафери на ДПА, која беше еден од најглавните партнери на ВМРО ДПМН во минатото и како лојален партнер на државата, но со последното што се случува со Арбен Таравари покажува дека тој ниту блиску е до идејата на Арбен Џафери, чим сака да иде во скутот на Али Ахмети. Така што јас мислам дека со помошта на премиерот ова ќе се надминува и јас мислам дека после тоа надежта на Дуи за сеговаш ќе стане во историјата дека еден близок ден може да биде дел од владата. Така што
ќе може да се најде начин за спас на Влен. Јас мислам дека Влен има капацитет тоа да го прави, но јас мислам дека тоа побрзо треба први да се направи еден субјект, да има еден лидер, пошто многу е тешко го функционираш со 4 лидери, 4 луѓе се прашат за едно прашање. Јас мислам дека треба еден да биде главен таму, кој со еден треба да разговара и нормално и премиерот, и така што ќе има повеќе надеж за другите да не забораваме дека во нашата држава најголемиот дел од албанците веќе се клиентелисти. Да не го забораваме тоа. По секоја цена сакат да биде во државно, но многу е важно дека во овој период заврши времето заврши времето кога земаше плата, седеше дома, заврши времето кога се можеш да го повратиш данокот од државата без да продаваш ништо, и заврши времето кога без услови можеш да добиваш тендер или да се вработуваш по избор на одредени луѓе што ги имаш како адут, односно како политичар, што некој политичар само вработуваше дел од себе си. Јас мислам дека тој период заврши, и добро е што заврши, една за секогаш, но се обидуваат пак да се вратат од власт, а овој пат преку Арбен Таравари, јас мислам дека политички треба да се докрајчи тој. Дали одлуката на Алијанса за албанците да настапи самостојно на локалните избори го гледате како краткорочна стратегија за закнување на својата позиција или како чекор кој сигнализира подогорочно тргнување од коалицискиот формат на Влен? Тие одлучиле да излезат, знаат дека точно нема да бидат со Влен. Тој сака на првиот круг да се обидува сам, и на вториот круг да се обидува за Али Ахмети. Но, колку што јас имам информации, јас мислам веќе се договориле Арбен Таравари и Али Ахмети помеѓу себе, таму кај ќе вади Арбен Таравари градоначалник, кандидат за градоначалник, да не извади Дуј, а таму кај ќе извади Дуј, да не извади Арбен Таравари, се со цел да може сигурно да имат двајцата победнички кандидати. Дали ваквата самостојна иницијатива може да биде сватена како реакција на внатрешни несогласувања во рамки на Влен? Постои ли реална опасност од распаѓањето на коалицијата пред следните локални, но и парламентарни избори? Веќе се договори, нели, излезе на пресконференција дека ќе настапуваат заедно во локалните избори за градоначалничките места и за советничките места, така што јас мислам дека веќе нема кој да излезе од вреди, но јас се надевам дека ако се направи формат на влада и влегување на некоја друга политичка партија, јас мислам дека вреди би можел, ако не да го вметне внатре во коалицијата, барем да имат договор за соработка и да може да се поддржуваат и во првиот и во вториот круг. Колку може оваа одлука да влијае врз постизборното коалицирање и формирање локални власти во мултиетнички општини? Зависи сега, ако одат на овој формат како е моментално, јас мислам дека најслабиот е Арбен Таравари, бидејќи тој ако излезе од владата, тогаш јас мислам дека ќе биде фијаско за неговата политичка партија. Доколку дојде до дефинитивен раздор меѓу Алијансата и останатите членови на Влен, какво влијание би имало тоа врз односите со другите политички субјекти во земјата, особено во контекст на можните коалиции на централно ниво? Вреди ВМРО да знам, јас мислам дека треба да одат заедно на локални избори, да се подружат помеѓу себе, за да се покажува тоа доверба што имат внатре во владата. Алијанса за албанци, јас дури се сомнувам дека Алијанса за албанци ќе излезе сама на избори, не знам, пошто Арбен Таравари е непредвидлив човек, може на крај кога ќе види дека неговите припадници ќе му бегат од партијата, пошто ако излегува од влада, јас мислам дека тој не ќе може да го издржи партијата под контрол. Јас ви гарантирам дека 70% од луѓето ќе избегат, бидејќи тие да сака да бидат дел со Али Ахмети немаше да одат во неговата политичка партија, доколку ќе одат директно во Дуј. Така што јас мислам дека тие луѓе што концептуално се спротивставени на концептот на Дуј нема да одат
додат со него, за да може да бидат коалиција со Али Ахмети, туку че идат директно во влен и во нивните политички партии, односно во целата коалиција влен, или ако се смени владата, односно коалиционот во партнерите во влада и влегува за јаден селе, јас мислам дека тие ќе идат во неговата страна. Дали ваквата позиција на Алијанса на албанците е показател за промена на односите меѓу албанските партии или може би сигнал за слабење на доминацијата на ДУИ? Јас мислам дека нивната борба е некоја подобра позиција во власт. Јас не мислам дека повеќе се борат за позициите што ги имаат во власта, односно дека имат некој концепт, генерална стратегија за да напредува државата. Јас мислам дека ова што го прават за многу тесни лични интереси, ајде да не кажам за збогадување, туку за поставување на партиски војници во институциите, односно да бидат функционери во ова влада. Така што тоа што не можат да ги стават, едноставно да ги исполнат сите желби на сите луѓе кои им прават притисок на истите, односно конкретно случај на Бентаравари, јас мислам дека тој нема можност сите да ги постави во тие позиции, бидејќи тие имат сами проблеми, бидејќи пред изборите на сега му имаат ветрено дека ќе бидеш директор или функционер, и сега кога имаш ти 30-40 места во владата и не можеш да ги реабилитираш сите, така што јас мислам дека тој е клучниот проблем што го има Армен Таравари. Со тоа што цело време ги има издажани. Јас ти ви кажав и пред тоа дека сите мислат дека и со основно училиште можеш да бидеш директор, односно можеш да бидеш функционер, и тоа во многу важни институции во државата, односно институции во државата кои имаат голем капитал, како што е цивилно воздухопловство, МАНАФ и така натаму. Како коалицијската криза во вреди ќе се одрази врз функционирањето на владата? Јас мислам дека нема да има предизвици во владата, освен што треба да го решат случајот со партијата на Армен Таравари, а во меѓувреме јас мислам дека треба да им овозможи да се направи понуда на друга политичка партија за да го смени Армен Таравари во владата. Се кажам како албански субјект. Како ги толкувате изјавите на Изет Меджити дека Армен Таравари се самоисклучил од коалицијата Вреди? Дали според вас тоа укажува на подлабоки несогласувања во албанскиот политички блок? Па веќе дефинитивно тие мислам дека ги имаат поделени патиштата, така што Армен Таравари сам се исклучи, бидејќи тој не сака да сработува со нив, така што јас мислам, и нема што да обвинува тука. Тој че им одлучил сам да оди на избори, тоа покажува дека тој е спремен и моќен за да може да се го предизвика себе си колку вреди кај народот. Така што тој веќе не е дел од Вреди, и јас мислам дека тоа ќе го направат и во делот на владата, односно Христијан Мицковски може да се договори лично со Армен Таравари за да се биде, односно во мора да помине со Алијансата за албанците да биде посебен партнер во владата, не во делот на Вреди, но јас се сомнувам дека тој ќе работи во интересот на владата, туку додека тој тајно се гледа со Али Ахмети. Бидејќи тој не е јасен. Има два столови. Јас имам канали за комуникација, па после кажува дека сум се видел 40 минути со Али Ахмети, сме разговарали, па после кажува не, сум се слушал телефонски. Значи тој цело време лаже и не знае на кој пат води. Очигледно во делот на лажењето има амнезија, односно многу забарава, или склероза, не знам како се вика тоа болка на луѓе кои не се сеќават на лажењето. Или па лаже различно во сите места, не се сеќава како лаже. Што кажал и каде кажал, така. Можно ли е едно хипотетичко прашање да биде договор во коалицијата со цел да одземаат гласови од ДУИ за локалните избори? Не знам што се случува под маса. Јас го гледам како политички маневр што го прави тој. Јас мислам дека неговата одлука ќе беше добра, односно за да излезе сам на избори, да, и јас се согласувам, но треба да имаше јавни ставови, дека коалицијата
требаше да прави партнерство со вреди, првото тоа требаше да го прави, требаше да прави партнерство со ВМРО да помне и да донесе одлука дека во ниту еден случај нема да прави договор со ДУИ. Но изјавите негови дека се видел со Али Ахмеди, тој не разговарал дека ќе се борат помеѓу себе, тие се договориле како ќе настапуваат во следните локални избори тајно, за да може да се и неверојатно се предоговориле како ќе функционираат и во можните парламентарни избори. Дали за ВМРО ДПМН и знам ќе биде прифатливо доколку Таравари остане во владата, ако излезе од вреди, и дали е можно повторно спојување на крилото со Зијадин Села? Јас мислам дека првото Зијадин Села кажува дека нема да се спои со него. Второто, знам, излезе на пресконференција и јавно побара тој да се исклучи од владата. Истото го направи вреди, но крајниот збор го има Кристијан Мицковски како мандатар и председател на владата, како ќе функционира со Абет Таравари, дали ќе го исклучи. Но јас претпоставувам дека ќе ги одвојат патиштата. На седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците во собранието не помина иницијативата за одржување надзор на расправа за трагедијата во Кочани, кога пожарот во дискотеката Пулс од пиротехнички ефекти предизвика смрт на најмалку 62 лица, а околу 200 беа повредени. Иницијативата беше поднесена од пратениците од коалицијата Европски фронт. Предлогот не беше усвоен, бидејќи мнозинството пратеници не го поддржаа. Господине Фаризи, како го толкувате одбивањето на иницијативата за одржување надзор на расправа по трагедијата во Кочани од аспект на политичка одговорност, транспарентноста на институциите и довербата секако на граѓаните во системот? Јас и малце порано го образложив ово прашање, но да бидам сега директно дека тие добро што ми потврдава. Иницијативата не може да прави иницијатива тие што го имат нарушено целиот систем на државата и имат покрадена државата. И истите кои се директно одговорни за случајот во Кочани, бидејќи ги предводеле овие министерствата, и ајде да се формира таа комисија внатре за надзор. Кои се тие експерти од ДУИ што ќе разговарат таму, односно ќе дават мислења? Може да замисли луѓето кои не знаат за два збора да ги состават на албански јазик, па камо да ти дават стратегија за односно да можат да наблюдуваат таков целосен систем кој немат елементарни познавања по албанската граматика. Така што јас мислам дека е добро што го потврдија таа иницијатива, и единствената иницијатива што треба да ја води владата е тоа да ги извади луѓето пред лицето на правдата кои директно или индиректно влијале во случајот во Кочани и во другите случаи во државата кои се случиле несреќите. Господин Фаризи, во споредба со добри пракси во други демократии, колку е важно собранието да има активна улога во надгледување на институционални истраги во вакви трагични случаи и што може да научиме од меѓународното искуство? Сега, јас мислам дека први нашата држава има капацитет, има луѓе кои може да се справат или кои може да го истражуваат несреќниот случај до крај и да ги извадат сите луѓе пред правдата. Но јас мислам дека у почеток беше многу тешко да веруваш дека истите јавни обвинители и суди ќе ја терат постапката до крај, имајќи упреди дека во минатото истите се вработиле по партиска книжка. Така што јас само се двоумам во тоа дека може буквално ова трета бранша на власт, односно правосудството, да препушти. Иначе во Министерството на внатрешни работи јас мислам дека има луѓе кои добро ја знаат ова проблематика и има експерти кои може истрагата да ја тера до крај. Според вас, што би било неодговорно политичко и институционално однесување во овој момент, не само во интерес на жртвите и нивните семејства, туку и во интерес на правдата и долгорочната доверба во државата?
Јас мислам дека и во почеток кога се случи ова несреќа, јас мислам дека овој случај треба да се предводи на три насоки. Првата насока е дека политиката треба да биде надвор од несреќата, односно да не даваме паушални изјави и да не се бориме политички да профитираме од овој случај, тоа е првото. Второто е да ги ставаме институциите да го терат постапката до крај. А третото е ние сите како граѓани треба да се солидаризираме со семејствата кои ги изгубиле своите најпосакувани члени од семејството, децата или другите членови од семејството и да им овозможиме подобри услови во болниците да се лечат истите луѓе кои се повредени. Дали како политичките партии можеа да постапат поинаку за да испратат порака на единство и одговорност во вакви критични моменти? Јас мислам дека политиката треба да беше посплотена, по координиране со цел и да донесуват заедничка одлука за ова случка, односно оваа трагедија да не се употребува за партиски, односно да може да профитират во гласови. И јас мислам дека една од големите чекори што го има направен за респект е дека Христијан Мицковски го прима на состанок, односно на средба Венко Филипче, председател на СДСМ, одма после Кочанскиот случај, односно тоа е пример како политичките партии треба да делуваат, но тоа не значи дека 1 саат состанок или 2 часа состанок треба после тоа да забораваме што се случи и пак да се препукуваме политички. Јас мислам дека тоа ниво на комуникација требаше да се одржува се додека не зема финален, односно не се гледа некој финален крај на самата истрага. Новата германска влада ја менува својата политика кон проширувањето на Европската Унија, додека традиционално била силен поддржувач на проширувањето, сега ова нова коалицијска влада, предводена од Фредерик Мерц, која беше формирана во април оваа година, воведува нови приоритети, така да идниот прием во ЕУ ќе зависи од внатрешните реформи на Унијата, а меѓу првите реформи е укинувањето на едногласноста во надворешната политика. Германија исто така долги години важи за двигател на проширувањето на Европската Унија, особено кон делот од Балканот каде што припаѓа и Македонија, но со последните политички промени и растечкото влијание на десничарските и евроскептичните сили се поставува прашањето дали таа доследно состанува. Како вие оценувате актуелната германска позиција кон проширувањето на ЕУ и во која насока би можела да се движи во следниот период? Што ќе значи ова променета политика на новата германска влада кон проширувањето и кои би биле главните двигатели или пречки за незината улога како клучен актер во овој процес? Вака, првин, за да се одлучува не едногласно, туку со мнозинство на гласови во Европскиот совет, тоа ќе биде многу тешко, бидејќи да се променат играта внатре, односно начинот на донесување на одлука, пак треба едногласно, треба сите да гласат за да се промени да се смени постапката. Тоа јас малце се сомнувам дека може да дојде до таа позиција, имајќи го предвид дека Бугарија иако е главна држава која не пречи нам да влеземе во Европска унија, јас мислам дека нема да се согласи, бидејќи таа има сепак е дел на Европската унија, има право на глас, а ние немаме право на глас таму. Бидејќи ние сме само партнери со Европска унија, но ние сме во процес да влеземе. Но јас мислам дека германската надворешна политика може да прави притисок кон Бугарија се со цел ние да имаме некој нов договор, односно некој нов подпишан анекс на договор, се со цел за да може ние полесно да
го трасираме тој пат за да влеземе дел од Европска унија. Но знаеш што е најлошо? Најлошо е што нам не лажеле овие политичарите на СДСМ и ДУИ дека се е конечно само уставните измени, дури од председателка на СДСМ пред неколку дени на еден подкаст изјави дека да, само тоа е условот, а вчера за да видиме представниците на бугарската влада кажаа дека не е единствениот услов за да влезе Македонија во Европска унија само промената на уставот и вметнување на бугарите, туку треба и други нивни барања треба да ги исполнуваат. Така што се потврдува тезата што го имаше МРТП во целиот овој поред после потпишувањето на договорот со Бугарија, кој неправедно ја стави нашата држава на лоша позиција, за да ние после да бидеме оценети во секој момент од страна на Бугарија во процесот на интеграцијата во Европската унија. Господине Фаризи, која е причината за ваквата промена на ставот на официјален Берлин? Најверојатно Берлин е држава пред се која предводува Европска унија, но имајќи го пред дека има проблеми многу во регионот, особено со војната Украина со Русија и тие нели се тука многу близко, така што има многу големи проблеми. Јас мислам дека целта на Берлин е регионот, особено Балканот, да се држи, да живее во мир и да не ги натера истите држави да влегуваат во некој друг спор што би можел да направи нов конфликт во регионот. Господине Фаризи, доколку проширувањето запред додека не се спроведат внатрешните реформи во Унијата, кои би биле алтернативните патишта на Македонија, но и на другите земји кандидати? Јас сегаш сум кажал дека нашата држава не треба да иде само по еден пат. Само ние да мислиме дека по секоја цена да влеземе во Европска унија. Јас мислам дека ние треба да ги користиме бенефициите на Европска унија, особено во легислативата, односно ние да имаме законски акти, односно целиот систем ние да го градиме во пандан како тоа што е во Европска унија. Но не значи дека ние треба да правиме копи-паст од Европската унија. Ние треба да ги правиме тие закони кои што би демократизирале земјата и би ги направиле институциите многу по-функционални. Пример, некои реформи ние што ги имаме земено од Европска унија, односно што не ги предлагале тие, јас мислам дека се спротивни на нашата стратегија како држава, а на целиот систем кај нас. Особено во инспекцијските надзори, кои јас многу добро, пошто јас професионално си работам во државна институција што е поврзана со инспекцијскиот надзор. Јас мислам дека некои реформи што ги имаме земене од кај нив дури го уназадувале инспекцијските надзори и затоа ни се случи нам кочани, бидејќи ние сме ограничени да вршиме инспекцијски надзор надвор од планот, односно тоа што го имат вметнато во законот од страна на Европската унија. Јас мислам дека во некои делови ние треба да биде независни. Па и во судскиот систем. Пример, Христијан Мицковски, кога дојде, едно од столбовите беше да направи реформи во правосудниот систем, особено во Советот за јавно и Советот за суди. Но јас мислам дека не треба ние да ги Европска унија нели имаше забелешки во кај. Јас мислам дека не треба ние да ги прашаме нив во детали во одредени ситуации кои не се за наш интерес, за нашиот систем. Јас мислам дека ако е во наш интерес нешто да прави некоја реформа, ние треба да го правиме, не треба да ги консултираме во детали. Чим тие не сакат нам да не земат во Европска унија, гледаш дека имаме секакви сопки во последните 24 години. Цело време не извадат нешто ново. Ајде договорите со овој, сменете го името. Па сега ставите го бугарите, па после ќе се вмешат и во нацијата и на јазиките. Така натаму што јас мислам дека ниту една држава не беше условена во процесот, особено во националните и народните историски и на културно наследствени проблеми. Така што јас мислам дека ние треба да земаме и да имаме и други алтернативи, не во процесот на интеграцијата,
но јас мислам дека во процесот на соработката, особено во економскиот план, бидејќи во безбедносниот план мислам дека сме сигурни, бидејќи моментално сме дел од НАТО алијансата и тука нема што, но јас мислам дека треба да сами да се реформи, да не чекаме да ни кажат други што треба да направиме реформи. Тоа што е добро за граѓаните, ние сами треба да го правиме и во насока на тоа што е културно наше наследство. Комесарката за проширување на ЕУ, Марта Кос, поизјавите дека никој не може да ја гарантира на Македонија дека уставните измени се последната пречка за почеток на преговорите и посредбите со бугарскиот државен врв во Софија порача дека е оптимист за изнаоѓање договор меѓу Македонија и Бугарија за заштита на бугарското малцинство во земјата. ВМРО ДПМН побара од СДСМ извинување до граѓаните за, како што велат, лажењето дека уставните измени се последната пречка. Како ги оценувате овие изјави, господине Фаризи? Јас и преска кажав дека СДСМ не лажеле дека единствената пречка е да ги ставиме бугарите во уставот. Значи, не само Бугарија, сега и Европската унија зборува на име на Бугарија, односно приближно се истите ставови, најверојатно сега тие пореално ја водат политиката и јавно кажуваат дека ставовите кои им се на Бугарија кон нас. Така што јас не се сомнувам дека тоа што го има кажано премиерот Христијан Мицкоски во минатото, дека цело време СДСМ не лаже во постапката на интеграциите, дека единствениот услов на Бугарија само вметувањето на бугарите во уставот, бидејќи тие директно сакат нам да не атакират во уставот, од таму кај после ќе се генерират сите проблеми во иднина. Како ја оценувате одлуката на обвинителството да го пушти поранешниот градоначалник на Кочане Љупчо Папазов од затворот во Куманово во домашен притвор? Па сепак тие се мерки од страна на судот. Дали е во куќен притвор, домашен притвор, дали е во затвор. Мислам дека мерките се едниот од мерките на обезбедување на осомничена за едно кривично дело, особено тука. Јас мислам дека има некои околности, најверојатно ги земало предвид судот, за да може тој да биде на куќен притвор, но тоа не значи дека тој е ослободен од истрагата која се води за случајот на Кочани. Државниот секретар на САД Марко Рубио изјави дека Вашингтон е подготвен да ги напушти разговорите поради недостигна напредок во мировните преговори, а со ист став е и претседателот Доналд Трамп, кој рече дека мировниот договор за Украина мора да се направи брзо и дека очекува до крајот на оваа недела да добие договор од рускиот претседател Владимир Путин за предлогот за прекин на огнот во Украина. Од друга страна, постојаниот представник на Русија во Обединетите нации Василий Небензија изјави дека прекинот на непријателствата со Украина во моментов е нереален. Господине Фаризи, како ги оценувате овие изјави и какви се вашите очекувања околу постигнување на траен мировен договор помеѓу Русија и Украина? Јас и во вашите емисии кога сте ми прашан за спорот помеѓу, односно во војната Украина и Русија, дали може во блиска иднина да се реши, јас ви имам изјавено дека многу е тешко да се реши така едноставно веднаш спорот, односно да се понајде мир помеѓу Русија и Украина, бидејќи тоа не е конфликт, мал конфликт, тоа е значи војна во огромни размери и теренот го покажува тоа како ќе се реши тој конфликт. Така што јас мислам дека двете страни се борат за територии тамо и јас мислам дека конфликтот, односно војната не може да се реши така едноставно. И гледате дека има тројца ставови кои за мене многу е различно. Пример тоа што го кажува Рубио,
кој се заканува дека ќе ги пушти преговорите, J.D. Венс, државниот секретар, кој пак е оптимист, или пак Трамп, кој дава сосема трета изјава. Така што тоа покажува дека страните и самата САД не верува конкретно што ќе се случи со овие две земји, односно со преговорите. Јас мислам дека ова ќе протрае уште и не може така едноставно да се реши. Бидејќи пред се да преговорите може да има, но сепак теренот е тој што ги диктира преговорите. Има една непишено правило во дипломатијата во преговорите, кој е вака и он. Кажува дека во преговарачката маса пиштолот во колкот е забрането да се држи, но држењето на пиштолот во колко во преговорите е мотивирачки за преговорите да завршат многу побрзо. Така што јас мислам дека сепак теренот и силата на истите ќе ја покажуваат резултати во тие преговори. Господин Фаризи, за крај две прашања од господинот Бранко Николовски. Прашање до господинот Фаризи, зошто и вие спомнувате парламентарни избори како некои други аналитичари? И уште едно негово прашање сретнав. Прашање до господинот Фаризи, дали вие би ги потпишале протоколите со Бугарија ако бевте министер за надворешни работи? За актуелните протоколи, да му одговорам директно, за актуелните протоколи јас никогаш не ги потпишал истите, бидејќи во тие протоколи таму се тотално штетни за наша држава и на крајста јас мислам дека тие протоколи требаше да ги потпишува министер или функционер кој по националност е македонец, се со цел тој да може да го изрази својата воља дали се согласува со исто. Јас мислам дека тоа би било најкоректно. Јас никогаш не би ги не би го потпишал, бидејќи е така да бил некој добар договор, да, но тоа е штетен. Бидејќи да би договор, да, јас пандан ќе се борам заедно со нашите граѓани. Јас мислам дека албанците треба да бидат многу чувствителни за ова прашањето, треба да ги почитуваат македонците и на крајшто јас мислам дека тоа директно е мешање во историјата на еден народ. Да, би потпишал, ако се согласил целиот народ, да, би го направил тоа, ќе би бил чест, ама да се согласува македонскиот народ за истото, а второто не би го потпишал, особено ова штеден, не би помислил да го потпишам тоа. А во врска со тоа, дека ќе се случат изборите, јас не кажувам дека треба да има избори. Но целтата на нив, на политичките партии, е да идат во избори. Тоа не значи дека изборите ќе се случуваат сега. Изборите се знам, во 2028 се предвидени парламентарните избори, но ако значи, нивната цел на ДУИ е да имат мнозинство, за да може да притискат, тоа повикано, за да може да ги добиват сите општини и да му прават притисок на владата. Но тоа не значи дека тоа, а може да се случи примерно после 4 години, че ние ќе имаме избори. Тие заедно да направат за да го остварат тоа што пред изборите, односно во 2024 некои аналитичари кои се болни за власт, кажува тоа non-paperот, да се собрат сите албански политички партии. Он мисли дека сите албанци мислат исто и да се собрат во една страна и за да може да ја условуваат другата страна, односно македонците. И јас не сум никогаш во иста линија со другите аналитичари, можда не сум бил до крај јасен за нашиот гледач. Неверојатно сега е задоволено тоа што јас го... Одлично објаснување. Господине Фаризи, ви благодариме за уште едно значајно гостување и вашиот вреден придонес во Македонски корени. Ви посакуваме пријатен викенд, многу здравје и успех во работата. Пријатно до слушање и до скоро видување овде на Македонски корени. Ви благодарам за вашата покана. Се надевам дека гледачите се задоволни од нашата емисија, нашите ставови, нашата анализа што има направен до сега. Јас сегогаш ќе бидам ваш гостин, но уште еднаш на крај сакам на сите верници да им честитам големиот празник Велиден, нека биде
нека бидат денови на мир, спокој, на љубов и посакувам пред се на сите здравје. Убава порака, господине Фаризи. Остануваме во контакт и повторно овде наскоро на македонски корени со можеби подобри вести. Иначе не треба да ги вратиме ние емисиите за да знаеме што се зборува, дека и нас ние само го вракаме умот назад и знаеме точно во која емисија што сте говореле овде. Затоа и вие не сте меѓу елитата на аналитичари кои што се наоѓаат на македонски корени. Ви благодарам многу. Имајте убав период и добри празници денови. Благодариме многу, поздрав. Секој добро.